Така е, како што погледнавте во најавата, повторно и ова утро наш гостин, пријател на Алфа телевизија, нашиот познат физиотерапевт Илија Жежов. Добро утро. Илија, добро утро, Слободанче. Драго ми е што имаме циклус на теми кои верувам дека и тоа како многу им помагаат на гледачите да добијат некоја информација плюс и ем едукативно, ем да ги подсетиме за тоа дека не треба да чекаме некои симптоми да станат преголеми и пресилни за да не знаеме од каде да почнеме, Илија, нели? Добро утро со до вас, добро утро до гледачите на Алфа телевизија. Драго ми е што сум тука во студиото и секогаш кога ќе ме повикате сум нели добре дојден да објаснам она што е клучно за здравието. Ти благодариме. Лимфна дренажа е нешто за што и јас би сакала да добијам информација. Пус така да внимателно ќе ве слушам, повелете. Па токму и затоа, Суза, еве уште еднаш добро утро до тебе. Ќе ги поздравам и ќе им посакам добро утро на нашите гледачи. Лимфната дренажа не смеа многу практикувале вака во темите. Токму и затоа се одлучивме за неа, затоа што е многу важна за севкупното наше здравје, поготово сите оние кои што имаат проблеми со отоци на нозе и слично, така ли е? Така е. Да, ајде за почеток и од мене добро утро, или добре ни дојде, секогаш се разбира низ утринските часови во нашата утринска програма да дознаеме секогаш нешто плюс кога е во прашање физиотерапијата и сето она што нам ни е потребно за нашето тело. Меѓутоа, како што кажав дека еве ова утро се одлучивме за лимфната дренажа. Прво прашање, лимфна дренажа што е? Што подразбираме под лимфна дренажа? Така, со оглед на широкиот спектар на физикална терапија, сме зборувале на многу теми, меѓутоа ете дојде ден да зборуваме нели за лимфна дренаж. Прво мора да им објасниме на гледачите дека лимфна дренажа е призната од Светската здравствена организација масажа број 1. Зошто? Бидејќи се користи нели за здравствени цели. Најмногу оваа техника на масажа, лимфна дренажа ја практикуваме кај пациенти после карцином. Со оглед на тоа дека после операција на дојка кај пациентите, најчесто лимфата знае да направи големи отоци под пазувата, така што пациентот има ограничување во кревањето на раката, а со самата апликација на лимфна дренажа се прави едно дренирање по самата лимфа, што значи едно ослободување, односно исфрлување на течностите по пат на уринарните патишта. Исто така лимфна дренажа се користи кај пациенти кои што имаат отоци на нозете, слаба циркулација, значи и други кардиоваскуларни заболувања. Зошто? Бидејќи пак ќе кажам дека со лимфна дренажа се прави исто така едно целосно дренирање и ослободување на самата лимфа, значи од течности. Што значи после самата апликација на масажата од лимфна дренажа, пациентот треба да почувствува значи едно олеснување по пат на уринарниот циклус. Да, значи преку со масажите, лимфната дренажа, преку уринирање ги сврламе, да кажеме, оние отривни токсини, да. Наше тело. Тоа ќе му дојде како една детоксикација исто така на нашето тело, чистење од сите отрови кои што се собираат внатре во нас. Јас би сакала тука сега, како што ги споменавме, нели пациенти, еве така ќе кажам, да ги раздвоиме на еве првиот дел кажавме дека пациенти имаме со карцином на кој што после лекувањето им е потребна лимфната дренажа. Ајде ќе ги опфатиме прво нив. Зошто им е најпотребна лимфната дренажа? Претпоставувам да поради сите оние отровни материи кои што се насобрале во телото, меѓутоа практикуваме значи лимфна дренажа веднаш после хемотерапија, пред хемотерапија или како? Видете, лимфна дренажа најчесто се практикува да се работи кај пациенти после оперативен зафат. Заради тоа што кажав, самата подпазова значи почнува да формира отоци. И тие отоци фактички со лимфна дренажа треба да се симнат. Како што кажав, да се направи едно ослободување. Дали е болна оваа масажа? Оваа техника на масажа не представува болка, бидејќи се работи како што кажав, значи со сама дренажа, со дренирање, со блаки покрети на дренирање, така што самиот оток формиран на таа регија каде што нели бил оперативниот запад, веднаш после самата лимфна дренажа значи спласнува отокот и се прави на еден вид детоксификација. Како што кажавме, нели исфрлување на лошите токсини, ослободување на циркулацијата од згручување. Како се чувствува пациентот после лимфната дренажа? Пациентот се чувствува одлично после самата апликација на масажата, бидејќи што напоменавме, нели се симнува пред се отокот, кој е една од најголемите пречки кај пациентот да прави одредени движења нели со раката. Доколку станува збор за пациенти кои што имаат вишок, например, да речеме килажа, исто тие пациенти имаат ограничување во движењата, така што најпрепорачливо е физиотерапевтот да направи еден преглед
да ја увиди состојбата на пациентот и да му препорача лимфна дренажа. Бидејќи е призната од Светската здравствена организација масажа број 1, најдобра е оваа техника да се користи кај пациенти со отоци на долните екстремитети. Сигурно вие како физиотерапевти многу внимавате, има разлика во на масирање кое што си го практикувате нели во физиотерапијата со лимфната дренажа, што е она што опфаќа, што правиме со рацете или на каков принципи се одвива оваа масажа? Еве малку да појасниме. Оваа масажа лимфна дренажа има посебна техника на работа. Добро. И не смее тука да има голем и силен притисок. Значи оваа масажа се работи исклучиво само со Затоа кажавме не е болно така, сепак. благи покрети на движења кои што се прави само дренажа. Значи пациентот тука не смее да почувствува болка, нели рековме, доколку масажата е квалитетно обработена, пациентот веднаш после ординирањето на лимфна дренажа веднаш треба да почувствува, значи да му се оди во веце, нели. Се со цел да се исфрлат оние лоши токсини. На некој начин може да кажеме еден вид на олеснување, така. Апсолутно, самите течности пак ќе мора нели на еден вид по еден пат да се исфрлат. Значи сите пациенти кои што ќе дојдат, ќе појават ваков здравствен проблем, ние од стручен аспект прво што би му ја препорачале е лимфна дренажа, бидејќи ние како медицински лица сметаме дека таа масажа е една од најдобрите и добро е пациентите кои што имаат здравствени проблеми често да се консултираат за да ја користат. Да, за лимфната дренажа убаво што еве ова утро дознаваме многу повеќе, затоа што ни е потребна, кажавме, значи после оперативните зафати, меѓутоа кои се други пациенти може да ги опфатиме, односно кои се треба да практикува лимфна дренажа на себе и на кои делови од телото се е можно да се, на секој дел од телото ли дали можно да се практикува лимфната дренажа? Така, лимфна дренажа може да се работи парцијално, половина час и 90 минути. Час и половина. Може да се опфати на целото тело, но најмногу на таа регија каде што пациентот нели чувствува потреба дека треба да се ординира, односно аплицира таа терапија. Сите пациенти, пак ја напоменам, кои што имаат проблеми, како што кажавме, значи кардиоваскуларни проблеми, проблеми после оперативни зафати од карциноми, значи отоци на нозете, сите тие пациенти имаат потреба од лимфна дренажа. Оваа техника е техника која што е стручно наменета само за овој вид на пациенти и ова техника на масажа, лимфна дренажа ја користиме исклучиво кај пациенти кои што имаат вакви диагностички заболувања. Значи вие секако нормално после прегледот со пациентот доаѓате до заклучок дека е потребно да се прави лимфна дренажа кај конкретно може би за жените, би кажала, тука би ги споменала и токму затоа ова утро, еве, овој дел би го искористила за следното, отоците на нозете. Отоците на нозете се појавуваат од повеќе причини кои што ги имаме, ке ни ги наведеш секако да појасниме и тоа. И лимфната дренажа, колку е добре дојдена исто така за сите оние, не мора да се жените, меѓутоа знам дека припадничките на понежниот пол повеќе се соочуваат токму со овие проблематики со отоци на нозете, како се разбира дека и машите, меѓутоа како може да помогнеме во тој случај, некогаш може би да се собираат течностите во нозете, не знаеме од каде, што треба да се стори за да дојдеме еве до степен или за лимфна дренажа и колку таа помага исто така за намалување на отоците и би сакала околу тоа колку често треба да ја практикуваме лимфната дренажа или кога ќе ја почнеме, колку денови, па паузираме, па повторно ја практикуваме и така натаму. Нешто повеќе и околу тоа. Така, значи, отоците се формираат од повеќе причини. Може да бидат, значи, како причина на кардиоваскуларни заболувања, може да бидат причина, нели, слабо движење, вишок килограми кои што го отежнуваат, нели, движењето, секако лимфна дренажа е и така добро дојдена. Таа мора да биде пред се, значи, направена во повеќе сеанси. Не смеат да бидат направени, например, да речеме сеанса или 2 или 3, меѓутоа пакетот кој што вклучува најчесто 10 до 15 третмани, за да се осети ефектот на лимфната... почетното. Значи целиот пакет на лимфна дренажа треба да биде вклучен, значи, од 10 до 15 третмани, за да пациентот или клиентот осети некое подобрување од самата лимфна дренажа. Да, лимфна дренажа кажавме дека е еден од најдобрите методи во медицината и најчесто, пак ќе кажам, значи, кога ќе дојдат нашите пациенти кај нас во нашата ординација, ние правиме заклучок, односно проценка, колку соодветни терапии би му биле потребни на пациентот за да го осети ефектот. Сега би кажал исто така дека ние имаме ефекти со 2-3 масажи кај одредени пациенти кои што имаат
помалку Веднаш проблеми, подобрување например, се да речеме, чувствува. кои што имаат помалку отоци формирани на нозете, например, да речеме, кои што имаат кардиоваскуларни проблеми, кај кои што со сами од 2-3 терапии пациентот го видел благодатот од самата масажа, но во секој случај ова масажа е една од најдобрите масажи, треба да се почитува бидејќи што кажав, освен ние здравствени лица што ја почитуваме и е призната нели од Светската здравствена организација и се рачуна во медицината масажа број 1 за здравствените проблеми. Лимфната дренажа, дали може да се практикува? Еве, ги споменавме и тоа, да напоменаме за оние кои што немаат здравствени проблеми, не се соочуваат со ова што претходно ние го наброивме, го наведовме. Дали едноставно може да се прави лимфна дренажа на здрав пациент, да кажеме, затоа што може би има некои токсини во телото, па на некаков начин да се исфрлат? Апсолутно. Доколку пациентот или клиентот сака да направи лимфна дренажа, тоа се консултира не мора да имаме здравствени физиотерапевтот и не мора да представува да има некаков здравствен проблем. Чисто сакаете едноставно да направи една масажа, ние ако ќе направиме проценка дали е потребно да се направи лимфна дренажа или некој друг вид на масажа, но со лимфна дренажа и така ќе направи една детоксификација на сите лоши токсини, со исфрнување нели на самите лоши токсини. Ако проценката тука е на физиотерапевтот и желбата на пациентот и на клиентот, во договор ако дека може да направи, еве би кажал и од друг аспект дека лимфна дренажа е добро да се прави кај жените, бидејќи нели да кажеме доста повеќе целулит се формира по долните екстремитети, па наместо да се користат оние болни терапии кои што се мадеротерапија, што ги користат нели жените или друг вид на терапија која што навистина е болна и представува отоци и нели модринки по телото. Добро е лимфна дренажа да се користи бидејќи со самото дренирање нели се ослободува и целулитот од самото мускулно ткиво. А јас само ќе прашам Сузе уште колку минути имаме од разговорот? 2 до 3. 2 до 3 минути. Би го искористила за следното. Мислам дека се убаво објаснивме за лимфната дренажа, колку е таа добредојдена за нашите здравствени придобивки. И да ги сврлиме сите оние отрови и токсини кои што ги насобираме од храна, така, воздух најбитно е пациентите да знаат што значи лимфна дренажа, зашто се користи, нели, кои диагностички заболувања и што е она што помага лимфна дренажа да направи. Знаеш најубаво да ни го објасниш. Апсолутно ослободување на нашето тело. Сега ако земеме ние во широк спектар да зборуваме за лимфна дренажа, нас не треба 1 час да земеме да објаснуваме, значи нели вовед, па како се користи, што се користи, но јас секогаш гледам нели на нашите гледачи да им објаснам клучно што значи лимфна дренажа, зашто се користи и за кои диагностички заболувања е најпотребна, бидејќи нашиот народ не сака да слуша многу теорија. Долга сака во кратки реченици да му се објасни нели она што е клучно и потребно. Многу убаво, да, сватено да објасниме што сака нашиот народ. За крај ќе прашам следно, како физиотерапевт морам промени на време. Сите ние тоа го чувствуваме, не знам, ќе се согласат многу гледачи со мене, со оглед на тоа дека во аптека вчера исто така и сите оние кои што беа тука бара нешто против болка, дали е вратна, дали е спондилоза, дали е главоболка. Зошто тоа ни се случува на промена на времето? Што реагира толку телото за да ги чувствуваме сите овие симптоматики кои што ги кажа? И да не ги набројувам уште плюс повеќе. Така јас би кажал дека станавме метеопати на 21 век. Нели? Нели, еве вчера јас исто така да кажам дека имав еден многу тежок ден со оглед на тоа дека имав многу пациенти за работа, а толку имав тежок ден што имав една страшна главоболка, една малаксаност, навистина. Не знам што се случува со времето, но само сакам да кажам дека секој втор или трет пациент кој што доаѓа во нашата ординација вели мигренозна болка имам или ја помагај. Значи такви страшни болки, стегања во вратната кичма и нели вртоглавици во последниот период е најзастапено. И како временската состојба многу влијае, пациентите се повеќе и повеќе со болки и едно од клучните решенија кои што го бараат е во физиотерапијата, надевајќи се дека масажата ќе им помогне и ќе им ги олесни. И ќе помогне ли? Болките. Да, до 90% би кажал дека масажата помага, бидејќи сите знаеме дека масажата нели е еден од најстарите методи на лекување и ако после 30 минути масажа или 60 минути масажа, добро знаете дека сте опуштени, релаксирани и би кажал препородени. И добро е пациентите ако нели да внимаваат, да користат масажа бидејќи тоа е единственото нешто што може навистина да ги изрелаксира и да им го врати здравието во нормално. Да се опуштиме, потребно ни е издувен вентил, потребно ни е, но и за нашето здравје. Иле, нашиот физиотерапевт, имаме многу теми што се однесува за физиотерапијата со следното гостување. Благодарам за ова утро што беше дел од Добро утро секој утро. Се гледаме повторно. Благодарност и од мене. И ти нешто дозна за лимфната дренажа плюс повеќе. Еден час за
едукација навистина е премалку, би рекла. Еден час училишен нова беше еден скратен училишен час или огромна благодарност.